Климатските промени значително влијаат врз секојдневниот живот на скопјани. Зголемувањето на температурите придонесува почести и појаки топлотни бранови кои влијаат на здравјето на луѓето, а особено на лицата со хронични заболувања. На многу често страдаат на температурните разлики, особено тие кои што се заболени од хронични заболувања, влијаат на зголемување на побарувачката на ресурси, на ладење, што придонесува исто така зголемување на трошоците на граѓаните. Исто така топлотните бранови во зимскиот период не влијаат поволно, бидејќи многу повеќе вируси се таложат и исто така на здравјето на луѓето сето тоа влијае, затоа што свесни сме дека ладните бранови, оние кои фалат, недостигаат во Скопје, практично ги немаме и од таа причина се само дополнително еден врз друг се таложат вирусите и не можеме да избегаме од нив. Кај граѓаните исто така самите климатски промени предизвикуваат анксиозност и депресија и затоа е многу потребно да се нагласува практично итната потреба од одржливи практики и мерки за отпорност наспроти тековните климатски предизвици. Во оваа насока позитивно е тоа што во одредена мера градот работи на подобрување на атмосферската канализација, на прифаќање на урбани води, подобрување на патната инфраструктура, но од друга страна во поглед на урбанизацијата не може да се забележи интегрирање на мерки за ублажување на ефектите за климатските промени. Се уште имаме големи бетонирани површини кои не се во можност да апсорбираат големи количества на вода од поројните дождови и тука имаме голем проблем. Неколку конкретни начини со кои можеме да помогнеме: преферирање на возење велосипед, исклучување на уредите кога не се користат, користење на енергетски ефикасни сијалици, апарати за домаќинство, ако е возможно инвестирање во обновливи извори на енергија, засадување на дрвја, одржување на зелените простори, селектирање на отпад и рециклирање на отпадоците, како и користење на рециклирана опаковка, избор на локални и сезонски производи. Тоа е тоа што реално секој од нас може да го направи за да успееме да ги спречиме овие климатски промени.